Предизборно беше ветувано нов клинички центар и реновирање на стари капацитети. Ветувано беше бесплатно лекување во болниците, нов систем за мој термин. Наместо современо здравство, јавноста беше сведок на сомнителни набавки, тендери, корупција, обиди за приватизација, вакцини само на хартија, недостаток на терапии, инсулини. И медицинскиот кадар требаше да има двојно зголемена плата и да добива награди, да има бесплатна едукација, ама поради лошите услови, дел од него веќе замина во странство. Големите проекти за здравствената заштита како да пропаднаа во длабок бунер. Програмата за јавното здравство пукна со скандалозна набавка со спецификации да на неизе може да се пријави само една фирма за реагенси. Тендерот тежок 35 милиони евра почна да го истражува јавното обвинителство, ама резултатите од истрагата не излегува на виделина. Со темпо тргни па застани, ама без откажување власта кроеше планови за централизација на лабораториите, па и приватизација на брзата помош. Ова е поле дел од здравствениот систем кој што анализите покажа дека може да се направи. И тоа значајна заштита во сума од милиони евра, близу 5-6 за период од 3 години. Се искешираа и австралиски долари, и тоа скоро 80.000. Ден Дончев заедно со Филипч добија и кривична пријава од Вера Иванова поради злоупотреба на службената положба при продажба на фирмата Диаметна странска компанија во сделка тешка над 11 милиони евра. Обвинителството истражуваше, резултатот истрагата нема, а никаде го нема и Ден Дончев. И кога мислевме дека здравството ни го достигна дното, се случи ковид пандемијата. Државата беше и во локдаун, имаше и строги рестриктивни мерки, ама Македонија пак се најде на самиот врв по заразени и смртни случаи од COVID-19 во регионот и Европа. Политика која ќе навлезе и кога доктори под наводници прифаќаат тоа, или не прифаќаат, ама си молчат, како што беше летоска, последиците се како што беа. Неретка беше сликата Македонија да нема доволно набавени тестови и лекови за ковид, а вакцините ги гледавме само на хартија, додека соседството на големо се имунизираше. Најголемата вина за доцнењето на вакцини беше на адреса на Филипче, но и набавката од Кина не помина без скандал. Италијанскиот весник Лаверита објави писма и документи во кои пишува дека Филипче се согласил можниот ризик од имунизација со вакцината на Синофарм да биде на наш грб. 2 недели чекање на активности на кинеската амбасада, ние директно преку Синофарм не можевме да добиеме контакт и дадовме нарачки преку приватни компании. Лекари, сестри и медицински персонал си ги спакуваа коферите и си заминаа од Македонија. Имаме генерално секојдневни известувања од многу болници и од ширум државата, од каде што медицинските сестри пред се сега во овие услови на пандемија заминуваат од јавното во приватното здравство. За време на пандемијата пациентите останаа и без инсулин и без хемотерапија. Жал, тука имаме лица со тип 1 кои ше по 2-3 месеци не може да си подигнат ни лент и не прават. И сега моментално околу месец и пол дена немам лекови никакви не пијам. И по сите скандали и афери кои беа обелоденети за министерот Венко Филипче, тој не виде ниту една доволна за да ја напушти функцијата. Беше сменет, па го наследи Беким Сали. Здравството продолжи да се држи на тенка гранка. Избувна скандалот со болницата Жан Митрев, низ за афери за директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Бухова, штрајкови, протести. ЕКГ сликата никако да покаже мрднување од права линија на јавното здравство.